Филипче и премиерот Мицкоски денеска се сретнаа во владата, откако вчера опозицијскиот лидер побара да се изгради заедничка стратегија и план за клучните сектори во државата по трагедијата во Кочани. Александар Спасовски го следеше состанокот кој пред малку заврши. Александар, кои се деталите? Цаци, ако се водиме пона како изгледаше Филипче кога излезе од средбата со Мицкоски, може да се каже дека таа поминала во позитивна атмосфера и лидерот на СДСМ не го криеше тоа во изјавата за медиумите. Иако не може да се каже дека нешто прецизно се договориле, меѓутоа постои договор да работат на формирање на заеднички работни тела кои што би биле посветени на креирање на закони кои што се дел од онаа реформска агенда која што ни е важна за интеграциите во Европската унија. Фокусот би се ставил на закони кои што се поврзани со реформската агенда во правосудството, закони поврзани со енергетиката, како и некои проекти кои што би се работеле во здравството. Како што рече Филипче, ќе продолжи да се работи на оваа тема, односно да се изнајде начин како партиите заеднички да ги креираат овие законски решенија и на тој начин да забрзаат интеграцијата на земјава. Рече дека за многу краток период тој веќе ќе номинира свои експерти во таа работна група, која како што рече не би требало да биде ограничена само на двете најголеми политички партии во земјава од македонскиот политички блок, туку во неа би биле поканети и лидери и експерти кои што тие би ги предложиле од сите политички партии кои што се дел од парламентот. Имаме дел од изјавата на лидерот на СДСМ. Имавме навистина добар и конструктивен состанок со премиерот, сметам и до него јасно стигната пораката, барањето на граѓаните за некаква форма на заедничка работа у сфери кои што се битни да го подобра квалитетот на нашето живење. Начално договоривме дека ќе работиме на начинот да формираме заеднички тела или работни групи во делот пред се на спроведувањето на реформската агенда. Значи, првичните закони кои што треба да стигнат во собранието, во делот на правосудството, нешто што ги тангира сите граѓани, понатаму енергетиката и некои работи во однос на стратешките движења и проекти во здравството. Ова е еден состанок првичен, ние се уште треба да видиме каква ќе биде таа методологија, да ја разработиме, меѓутоа мора да кажам дека има волја од двете страни. Александар, има ли став од владата и премиерот по состанокот? Цаци, премиерот не даде изјава за медиумите, бев информиран дека владата ќе испрати соопштение, меѓутоа до овој момент тоа соопштение се уште не е стигнато. Премиерот на социјалните мрежи веднаш по почетокот на средбата напиша средба каде разговараме за актуелните случувања и од која сакам да се знае дека одговорност, мудрост и честност и се повеќе од потребни на Македонија. Ова е ставот кој што премиерот Мицкоски го објави на социјалните мрежи веднаш по почетокот на средбата со Филипче, која што траеше некаде околу 1 час и 40 минути. Александар, има ли став од останатите политички партии со оглед на тоа што ова беше средба само помеѓу Филипче и Мицкоски? Имаше ли некакви реакции или ставови од другите поголеми политички партии по однос на оваа средба? До овој момент по средбата нема реакции, меѓутоа уште во текот на вчерашниот ден, кога на некој начин беше и потврдено дека Филипче и Мицкоски ќе се сретнат овде во владата, практично политичките партии не беа многу воодушевени, оние кои што беа оставени надвор од масата, па дури и оние кои што се дел од владеачката коалиција. Во партијата Знам рекоа дека Филипче не може да биде решение на проблемот, бидејќи тој самиот представува проблем. Во коалицијата Вреди рекоа дека лидерска средба би било губење време, меѓутоа се чини најостро беше и очекувано соопштението кое што утрово го испратија од Демократската унија за интеграција, каде во свој стил со оној веќе чуен вординг порачаа дека на јавна сцена денес ќе биде демонстрирана моноетничката коалиција, чија основна цел е да го преобликува политичкиот модел на државата од мултиетничка во моноетничка демократија. Иако на јавноста ќе бидат презентирани поинакви точки, од ДУИ сметаат дека Филипче и Мицковски ќе разговараат како да има неказнивост во државата и како албанците да бидат спуштени на едно пониско ниво, односно како што велат од ДУИ, да бидат на периферијата на општествените текови.
Александар, ти благодарам, ке имаме комплетен извештај во Централниот дневник.